Беше тоа на 27. август 1894 година, кога во Ресен се одржа Ресенското советување на Македонската револуционерна организација. За време на празникот Успение на Пресвета Богородица, во Ресен било закажано осветувањето на новоизградената црква Свети Кирил и Методи, проследено со голем народен собир. Па така, Централниот комитет на Македонската револуционерна организација го искористил овој настан како превез за организирање на едно пошироко советување на организацијата во Битолскиот вилает, познато како Ресенско советување. Организатори на советувањето биле Дамјан Груев и Христо Татарчев, а тоа било одржано во куќата на Татарчеви во Ресен и траело 3 дена. Беше тоа на 27. август 1940 кога Вишиот аграрен суд во Скопје ја поништил претходната одлука донесена во 1937 со која земјата од селаните од населбата Илинден се одзела и им се вратила на потомците на беговите. Судот ја преиначил претходната одлука во полза на селаните, користејќи нови докази. Беше тоа на 27. август 1944 кога била формирана 15-тата поречка бригада кај селото Брезница. Заедно со 5-тата прилепска бригада на 28. август извршиле напад врз пограничниот бугарски участок во селото Здуње. Во борбата биле вклучени и бугарски авиони кои постојано бомбардирале и отварале митралески оган. На 27. август 2001 година во Република Македонија почна операцијата на НАТО "Неопходна жетва" за собирање на оружјето од албанските бунтовни паравоени формации. На 27. август 1995 година почина Кочо Тулевски, правник и политичар од Социјалистичка република Македонија во времето на Федеративна Југославија. Роден е во Тетово во 1921. Градоначалник на родниот град, бил во 3 мандати, од 1965 па 68 и 1975 година. Кочо Тулевски беше председател на заедницата на општините и градовите на Македонија. Има и судска кариера како началник на окружниот суд во Тетово. Председател бил и на Врховниот суд на Република Македонија од 1975 до 1982. Потоа, до 1986 бил член на 16-тата влада на тогашна Социјалистичка република Македонија. Бил избран и за пратеник во Републичкото собрание, Собранието на Југославија.